еден следач може да направи разлика. Зборуваме со Филип, момчето кој за секој нови 10 следачи на Инстаграм собира по една кеса ѓубре. Моментот кога решив дека ќе почнем ќе го правам ова е тоа кога увидов дека не е само луѓето кои што фрлаат на улица, туку и дека институциите не го чистат тоа ѓубре и ѓубрето стои со месеци па и години. Оваа акција за мене значи, па можам да кажам и движење кое што сакам да биде каде луѓето ќе прекинат да фрлаат ѓубре на улицата. Промената почнува од нас самите секогаш поради тоа што ние сме тие кои загадуваат природата и ние сме тие што го фрлаат ѓубрето, така да многу може да смени. Секој дел од Скопје е највалкан поради тоа што, како што кажав, институциите стварно не го чистат и мислам дека нема доволен број на канти. Многу се свесни, меѓутоа мислам дека тие го игнорираат тоа. Мислам дека така повеќе им одговара. Ѓубрето што го собравме го ставивме нели во кеси, каде што го ставивме и организиравме до контињерите, каде што има многу лесно на комунална хигиена да го превземат, меѓутоа ѓубрето се уште стои така после 15 дена и не е исчистено. Јас не сакам никаква етикета, сакам само да се крене свеста и да се смени некако културата кај народот и да прекинат да фрлаат ѓубре. Сите го гледаат и кога го правам зад камера, како што кажавте, доаѓаат луѓе и ми викаат браво, сите се насмеани, имам поддршка од фамилијата, имам поддршка од другарите, така да буквално сите го гледаат. Мислам дека 20.000. Ајде.